Дивата депонија во градот Кичево и натаму е на истото место, иако за време на предизборната кампања на Александар Јовановски, незината дислокација беше меѓу трите приоритетни проекти. За време на кампањата тој повеќе пати го повторуваше ова ветување во различни медиуми, изјавувајќи дека депонијата ќе биде целосно отстранета во првите 3 месеци од мандатот, при што нагласи дека проектот за тоа веќе бил подготвен. Станица за отпад или за ѓубре, кажано понашки, во самиот центар на градот. Значи, тука буквално населението ни е отруено, не само од миризми, од хемикали, од алергени, од сите тие работи, така да топ проект ни е тоа да го отстранам од тука. Имам решение, имаме тим, имаме проект изработен и знаеме каде прво ќе го дислоцираме, за да ги ослободиме граѓаните од сите тие токсични ефекти. Но иако помина речиси 5 месеци, депонијата се уште е на истото место и се уште не е објавен никаков конкретен проект, како што вети градоначалникот Јовановски. Во моментов отпадот само се транспортира и се носи во депонијата Русино. Таа дива депонија несоодветна, што се наоѓа во градот, 2/3 ја испразнивме со оние средства што ги имавме, бидејќи мора да плаќаме за превоз во регионална депонија во Гостивар. Не смееме да одложуваме ѓубре на друго место, а тука па никако, кај што се одложуваше досега. Но за жал капацитетот, а и граѓаните ствараат све од 85 тони дневно до 100 тони на ден ѓубре се збира од градот, така да ние со сите можни капацитети го изнесуваме во Гостивар, меѓутоа мислам дека тоа не е доволно. Од друга страна, еден од трите главни проекти на градоначалникот на општина Кичево беше и третманот на бездомните куќиња преку изградба на стационар. Сепак и за овој проект се уште нема конкретно решение.